Поздрав од студиото на Прва Скопска, вие ги следите урбаните вести. Општина Бутел започна да спроведува кампања за заштита од поплави. Со оваа вест ги започнуваме вестите, а ова се насловите за денеска. Нови дрвја се засадија во Ѓорче Петров. Општина Илинден го надмина акциониот план за чистење на каналите во 2018 година. Општина Бутел започна кампања за заштита од поплави. Иницијатива за изучување италијански јазик во општина Аеродром. Нови високо квалитетни дрвја од видот јасен денеска беа засадени во општина Ѓорче Петров на потегот од раскрасницата што води кон болницата Санте Плюс па до бензинската пумпа на Макпетрол. Акцијата за раззеленување на општина Ѓорче Петров ќе продолжи и во наредните денови, со што ќе бидат засадени вкупно 200 дрвја кои ќе бидат именувани по децата родени оваа година. На потегот од раскрсницата што води кон болницата Санте Плюс, па до бензинската пумпа на Макпетрол од двете страни на улицата во Ѓорче Петров, денеска беа засадени 70 дрвја од видот јасен. Во рамки на акцијата за обнова на зеленилото, во наредните денови ќе бидат засадени вкупно 200 садници на повеќе локации во општината. Портпаролот на град Скопје Валјон Салиху денеска информираше дека засадените дрва ќе добијат имиња на новородените деца во градот, како дел од проектот Дрво за секое дете. Салиху исто така додаде дека ќе продолжат со обновување на загубеното зеленило во сите општини во градот и ќе обезбедат повеќе чисти зелени површини. Влогот во здрава животна средина, како што нагласи, е трајна придобивка која директно влијае врз здравјето на граѓаните. Акцијата за засадување нови дрвја и за обновување на дрворедите низ Скопје денеска продолжува со засадување на нов дрворед од должина на улицата на Ѓорче Петров. Сите дрва кои што ги садиме, наскоро ќе ги добијат имињата на новородените деца во градот како дел од проектот Дрво за секое дете. Советникот за развој и инвестиции на град Скопје Саша Максимовски нагласи дека ова е само дел од активностите на општина Ѓорче Петров за овозможување на чиста и здрава животна средина. Меѓу другото, како што нагласи Максимовски, од следната година општината ќе доделува субвенции за купување печки на пелети, со што се очекува да се намали загадувањето на воздухот и во овој дел од Скопје. Ѓорче Петров согласно своите можности и програмски определби во делот на заштита на животна средина за прв пат оваа година во нацрт програмата која што во суштина ќе се ефектуира во 2019 година, ќе имаме поддршка на за печки на пелети како гориво и купување на инвертори. Тоа е еден сегмент, меѓутоа вториот сегмент е поддршка со проектот енергетски ефикасни домови каде што планираме, односно течи и огласот за субвенционирање на фасади и кровови на колективни стамбени згради. Како главна порака која што би сакал да упатам од аспект на општината е дека општина Ѓорче Петров, шумскиот фонд со кој што располага општина Ѓорче Петров се наоѓа на 1000 хектари, од кои што 600 хектари се во приватна сопственост, а само 400 се во државна сопственост. Па од тука сакаме и да дадеме апел дека таа голема површина која што е во приватна сопственост, да граѓаните само иницијативно продолжат со една ваква активност, ова се покрај промотивни активности, меѓутоа и суштински активности да подигнеме свеста на граѓаните да и тие засадуваат и одржуваат одреден на шумска површина. Есенската акција за обновување на дрворедите и за подигнување нови дрвореди, градот ја спроведува во соработка со сите скопски општини кои учествуваат со механизација и садници. Општина Ѓорче Петров во координација со претседателите на местните и урбаните заедници изготви програма со која ќе се обезбеди олеснат пристап и движење во зимски услови. Приоритет при одржувањето ќе имаат улиците кон здравствените установи, училиштата и градинките. Во пресрет на зимата, во координација со претседателите на урбаните и местни заедници, општина Ѓорче Петров изготви програма со која ќе се обезбеди олеснет пристап и движење во зимски услови. Кризниот штаб одреди динамика по која ќе се чистат снегот и голомразицата од коловозите, регистрирани се критичните точки, определена е механизација, зголемена е координацијата со град Скопје, како и со службите на ЈСП, Македонија пат и јавното претпријатие улици и патишта.
Приоритет при одржувањето ќе имаат улиците кон здравствените установи, училиштата и градинките, информира градоначалникот Александар Наумовски. Во случај на неминовна потреба на зимска служба, општината ќе ангажира дополнителна механизација и работна рака. За поефикасна работа, кризниот штаб упатува апел во случај на снег, граѓаните да си ги чистат влезовите пред своите дворови, со што би им ја улесниле работата на службите. Акциониот план за 2018 година со кој се предвидуваше чистење, нивелирање и одржување на 42.000 метри каналска мрежа е исполнет и надминат, информираат од општина Илинден. Од почетокот на годината досега се исчистени главни, секундарни и терцијални отворени одводни канали во должина од 42.190 метри. Реализацијата на проектите чистење, нивелирање и одржување на отворените одводни канали, како и изградба и подобрување на системот за зафаќање и одведување на атмосферските води, остануваат еден од приоритетите во работењето на општина Илинден. Од почетокот на годината досега машински и рачно на територија на општина Илинден исчистени се главни, секундарни и терцијални отворени одводни канали во должина од 42.190 метри, со што е исполнет и надминат акциониот план за 2018 година, со кој се предвидуваше чистење, нивелирање и одржување на 42.000 метри од каналската мрежа. По машинското чистење на сисавец на секундарниот канал Топлик во локалната економска зона Ограѓа, во должина од 1500 метри деновиве во тек беше машинско чистење на каналот Топлик во должина од 1700 метри. Овој секундарен канал кој минува низ населба Илинден и населеното место Марино представува една од главните артерии за зафаќање и одведување на атмосферската вода од овие населени места. Во него се влеваат два терцијални канала со вкупна должина од 2700 метри, прифаќајќи ги атмосферските води од централното подрачје на населба Илинден. Во насока на заштитата на функционалноста на каналите, општинските власти апелираат до граѓаните да се грижат за функционирањето на каналската мрежа, како и укажување дека е забрането затрупување на отворените одводни канали, шанци и ендеци, узурпирање на отворените канали, како и поставување на објекти покрај каналите кои би пречеле на функционалноста на каналската мрежа. Општина Илинден и понатаму ќе продолжи со реализација на проектот чистење, нивелирање и одржување на отворените одводни канали со цел овозможување на непречен проток на атмосферските води и високите подземни води. Под мотото еднината им припаѓа на оние што се подготвени. Од денеска во општина Бутел започна кампања за намалување на заканата од поплави и за заштита од нив. За таа цел главен акцент ќе биде ставен на младите, односно предвидени се предавања за учениците од сите основни училишта во општина Бутел. Градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски и директорот на дирекцијата за заштита и спасување Аднан Джафировски денеска пред трговскиот центар во општина Бутел одржаа пресконференција по повод кампањата за намалување на заканата и за заштита од поплави под мотото "Иднината им припаѓа на оние што се подготвени". Градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски посочи дека едукацијата на младите е од исклучителна важност и затоа се предвидени предавања за сите ученици од основните училишта во општината, но возрастните и институциите треба да направат се што можат да не дојде до поплава. Денес општина Бутел започнува една акција со дирекцијата за спасување. Акција која што ќе значи најнапред за граѓаните на општина Бутел, бидејќи територијата е малце по-незгодна. Со тоа почињаме прирачникот најпрвен да го презентираме на учениците во основните училишта. Потоа идеме со поставување на пунктови кои што ќе ги делат овие прирачници. Се надевам дека ова ќе ни биде една добра основа на нашата општина за да почнеме да соработуваме со дирекцијата за заштита и спасување. Директорот на дирекцијата за заштита и спасување Аднан Джафировски изјави дека дирекцијата изготвила флаери и два документарни филмови за превенција од поплави, кои од утре ќе бидат прикажувани во сите основни училишта на територија на општина Бутел. Заедно со локалната самоуправа денес почнуваме со
со единицата на локална самоуправа со општината Бутел, заедно со градоначалникот на општината, отпочнавме една силна кампања и ќе продолжиме, значи, со пунктови на различни пунктови на општина Бутел и по училиштата да ги едуцираме, да ја подигаме свеста кај населението во делот на заштитата и спасувањето. Тоа е, впрочем, и целта на нашата кампања. Оваа кампања ќе продолжи до следната година, до април, а понатамо правиме нови сценарија кои и понатамо ќе продолжи со некои нови мерки за заштита и спасување. Денеска на пазарот и во трговскиот центар во Бутел 1 се делеа флаери на граѓаните од општина Бутел. Во општина Аеродром се разгледува можноста италијанскиот јазик да се изучува во основните училишта на нејзина територија. Од општината информираа дека ќе биде направена анкета меѓу учениците и доколку има интерес од наредната година учениците од Аеродром ќе може да го изучуваат и италијанскиот јазик. Амбасадорот на Италија во Македонија Карло Ромео и градоначалникот на општина Аеродром Златко Марин на денешната средба дискутираа за можната соработка во областа на образованието. Амбасадорот Ромео, како што известуваат од општина Аеродром, ја истакна клучната присвртна точка на италијанскиот јазик во Македонија, бидејќи како што наведе од оваа година со одлука на македонската влада влезе со закон во наставните програми во Македонија како втор странски јазик по избор, со што е овозможено изучување на италијанскиот јазик во основните училишта. Тој нагласи вредноста на италијанскиот јазик како средство на цивилизацијата и затоа амбасадата придава највисок приоритет на промоција на италијанскиот јазик и култура во соработка со локалните власти. Не би сакал ова да се свати како натпревар со другите јазици, туку како понуда на учениците да имаат можност за изучување на уште еден странски јазик, рече амбасадорот. Во таа насока, градоначалникот Марин најави дека општина Аеродром во предстојниот период ќе спроведе анкета во основните училишта, за да се види дали има интерес меѓу учениците за изучување на италијанскиот како втор странски јазик и изрази надеж дека веќе од наредната учебна година ќе заживее иницијативата за изучување на овој јазик во општина Аеродром. Доколку почне да се изучува италијанскиот јазик, учениците и општина Аеродром уште повеќе ќе се доближат до италијанскиот народ и култура, рече градоначалникот. Средбата беше искористена и за отворање можност за соработка на Аеродром со никоја општина од Италија. Вработените во здравствениот сектор и утринава излезе на мирен протест во кругот на клиничкиот центар во Скопје. Тие не се откажуваат и преку револт сакаат да влијаат цената за паркирање за вработените во клиничкиот да остане иста. Тие го повикаа и министерот Филипче да ја организира ветената средба со премиерот. Министерот за здравство Венко Филипче рече дека во врска со паркингот разговараат со градоначалникот Петре Шилегов. Вработените во клинички центар денеска повторно протестираа и ја блокираа наплатата на паркингот во знак на револт поради одлуката за зголемување на цената на месечниот износ на паркингот кој е зголемен од 300 на 800 денари. Оваа наша постапка е насочена исклучиво и единствено против одлуката на градските власти, истакна Горан Беговиќ, председател на синдикатот на клинички центар, на денешниот штрајк против одлуката за покачување на цената на паркингот во клиничкиот центар. Тој наведе дека синдикатот ги повикува градските власти подитно да ја поништат одлуката. Не прифаќаме комуникација преку медиуми, туку преку диалог. Сакаме веднаш со одлука и договор да ни се даде, истакна Беговиќ. Тој нагласи дека одлуката ја сваќаат како почеток на трошење на тенкиот колач наречен планирано покачување од 5 до 10% на вработените во здравството во 2019 година. Го повикуваме министерот за здравство поради актуелната состојба веднаш да ја организира ветената средба со премиерот. Тој ги замоли властите да не ги повторуваат дежурствата, да најдат доктори и веднаш да организираат сменска работа. Министерот за здравство Венко Филипче рече дека во врска со паркингот разговараат со градоначалникот Петре Шилегов. Укажав на сите барања на синдикатот, на незадоволството на вработените во клиничкиот центар и разговараме за неколку можни решенија. Меѓу другото, ние повторно да го вратиме стопанисувањето со паркингот. Треба да се разгледа договорот како тој бил преземен од страна на град Скопје пред неколку години.
Исто така ќе се разгледува можноста во решението да ги вградиме и активностите кои се во тек, а во смисла на целосно решавање на сообраќајниот хаос. Се надевам дека за ден-два ќе имаме некакво алтернативно правно решение за тоа како би можеле евентуално да го преземеме паркингот, а во исто време да работиме на унапредување на нашиот капацитет да може тоа да функционира, рече Филипче. Тој напомена дека во овој момент исто така се ревидираат претходно направените физибилити студии за катните гаражи. На 24 декември во кино Фросина во МКЦ ќе се одржи новогодишна бајка во организација на Детскиот културен центар Карпош. Новогодишната бајка ќе може да ја посетат сите заинтересирани и ќе можат да уживаат во се она што го сработиле балетската и ликовната секција при ДКЦ Карпош. Детскиот културен центар Карпош ќе одржи новогодишна, полугодишна, завршна, ликовна и етнолошка изложба, како и балетска представа наречена Новогодишна бајка. Членовите од ликовната секција ќе имаат изложба со цртежи од малите ликовни уметници, додека танцово-ритмичката секција со малите и големите балерини преку игра ќе ја представат Новогодишната бајка, со која ќе го најават доаѓањето на новата 2019 година. Новогодишната бајка е отворена за сите посетители да може да уживаат во се она што го сработиле двете секции во првото полугодие. Исто така, на влезот покрај изложбата од малите ликовни уметници ќе има и етнолошко катче со македонски носи, со кои играат фолклорците од ДКЦ Карпош. Новогодишната бајка ќе се одржи во киносалата Фросина во Младинскиот културен центар на 24 декември со почеток во 18 часот. СОС Детско село и оваа година ќе го исполни Скопје со љубов преку кампањата Место со срце. Дел од новогодишната кампања на СОС Детско село ќе бидат голем број ресторани и кафетерии низ градот. Целта на кампањата е во празничните денови да се поттикне хуманоста, подарувањето радост и Скопје да се исполни со новогодишен дух. Веќе традиционално втора година поред и овој декември на 27, 28 и 29 поголем број ресторани и кафетерии ќе се трансформираат во Место со срце и ќе бидат дел од новогодишната кампања на СОС Детско село Македонија. Нивната цел ќе биде во овие празнични денови да се поттикне хуманоста, подарувањето радост и Скопје да се исполни со новогодишен дух. Со испиеното кафе во локалите кои се дел од Место со срце или со нарачување оброк, вие ќе ја дадете вашата поддршка на децата и младите без родителска грижа и оние кои се во ризик да ја загубат грижата од своите родители, соопштуваат од СОС Детско село. Минатата година, како што информираат, благодарение на сите кои се вклучија во Место со срце, за СОС Детско село беа собрани околу 130.000 денари. Средствата беа наменети за едукативниот процес на повеќе од 150 деца и млади без родителска грижа и социјални ризици на училишна возраст. Управата за хидрометеоролошки работи најавува дека следува период на претежно облачно време со повремени врнежи со слаб, а наместа и умерен интензитет. По одделни котлини ќе има услови за појава на магла. Утре слаби врнежи ќе има главно во предпладневните часови, а ќе бидат претежно од снег. В сабота, поради благо затоплување, врнежите во пониските места ќе бидат од дожд, но в недела предпладне висината на снежната граница повторно ќе се намали, а врнежите ќе бидат со умерен интензитет. Во Скопје утре температурата ќе достигне 4 степени, сабота и недела 7 и понеделник 6 степени. Со временската прогноза го завршуваме ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас. Повеќе наслови можете да прочитате на нашата веб страна mtm.mk и на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Ви благодарам што бевте со нас. Довидување.